Почитувани, денеска согласно правилникот, согласно роковите и одлуките на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз и на изборната комисија на Социјалдемократскиот сојуз, ги предадов сите документи за самокандидирање за претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Очекувам во следниот период, согласно роковникот и надлежностите на Централната изборна комисија на Социјалдемократскиот сојуз, да се утврдат кандидатите, со што би почнале активностите за представување на кандидатите пред членовите, симпатизерите и активистите на Социјалдемократскиот сојуз. На оваа одлука се одлучив, имајќи го во предвид целокупниот мој досегашен општествено-политички и партиски активизам, во денови и во време кога Социјалдемократскиот сојуз беше соочен со тешка опозицијска состојба, кога носеше сериозни државотворни одлуки и кога се боревме да го задржиме единството во партијата. Денеска предавањето на мојата кандидатура има и еден друг символизам. Кандидатурата ја предавам во 16 дена активизам, женски активизам, за борба против насилството врз жените во политиката и генерално родово базираното насилство, дискриминацијата, говорот на омраза и нетолеранцијата. Со ова сакам и преку личен пример да покажам дека жените и можат и знаат и да ги охрабрам сите жени, независно на која политичка партија припаѓаат, независно на кој општествен слој припаѓаат и независно дали извршуваат или не извршуваат некаква партиска задача или функција, да не се откажуваат од својот напор, од својот сон, од својата слобода, од своите права и да се борат независно од тоа на какви препреки наидуваат во животот и во кариерата. Ја очекувам поддршката од социјалдемократките, моите колешки во рамките на партијата и секако од сите членови кои што го знаат мојот карактер, мојата конзистентност во ставовите и сето она што е даден придонес во една заедничка борба и соработка во изминативе години. Очекувам исто така во овој период Социјалдемократскиот сојуз да го искористи за вистинско обединување на членството, за консолидација на партиските редови, за намалување на разликите помеѓу одредени структури во рамките на партијата, затоа што многу е важно каква визија ќе промовираме. Мојата визија за Социјалдемократскиот сојуз во следните 5 години е победник во сите процеси пред кои што е исправен. И само така, со таква визија и стратегија може да се постигне максимум во она што значи партиско организирање, а со оглед на тоа дека партијата и е владеачка партија, да направи се што не направила во изминатиот период и се рефлектирало во некакви резултати на локални избори или генерално на избори на активизам во рамки на партијата. Веќе е јасно кој е победит на раководството на партијата во моментов. Дали реално очекувате победа и дали ако не победите би биле дел од раководството на следниот лидер на партијата? Па јас не би рекла дека се е јасно. Секако дека мојот колега и драг пријател Димитар Ковачевски има веќе изразена поддршка во владата со оглед на тоа дека и дел од владениот кабинет и тоа е секако за разбирање. Не мислам дека оваа борба би била борба на спротивставени идеи, туку би била секако борба на надпревар на умови, а секогаш кога умовите ќе се соединат за една иста цел и за општо добро на државата и на граѓаните, резултатот не може да изостане. Секако секој кандидат кој што влегува во некаква трка, во некаков надпревар, алудира на победа. Јас воопшто не гледам дека ова моја кандидатура нема да резултира со сериозен резултат кој што ќе значи и сериозен импакт во понатамошните политички и партиски одлучувања. Ви благодарам и на вас.